Почитувани представници на медиумите, еве денес имавме работна посета во секторот за внатрешни работи во Струмица, како редовна посета во работењето и посета која што доаѓа во еден период кој што е значаен и за подрачјето на СВР Струмица за Република Македонија, изборниот период. Разговаравме денеска околу безбедносната состојба на подрачјето на секторот за внатрешни работи во Струмица. Ме информира дека е стабилна безбедносната состојба и дека нема обиди за нарушување, така да граѓаните на овој регион може да бидат безбедни и сигурни. Исто така разговаравме и за подготовките за престојниот изборен процес, заради тоа што главна улога на Министерството за внатрешни работи ќе биде да се обезбеди фер, демократски и кредибилен изборен процес во кој што граѓаните на Република Македонија, граѓаните на Струмица ќе треба самостојно да ја донесат одлуката. Тука укажав дека никто еден од полициските службеници не смее да учествува во било која политичка кампања, ниту да врши било каков притисок. Меѓутоа, исто така, сите од началникот, па сите други релевантни структури, треба сериозно да внимаваат на злоупотреби кои што ги прават било кој, или ако има услови да ги прави, било кој од државната администрација или директорите на подрачните единици, како на подрачјето на Струмица, така и во другите градови, и доколку се забележи еден таков случај да се процесира. Така да, и граѓаните на Струмица, и граѓаните на подрачјето на СВР Струмица ги повикувам доколку било кој врши притисок од каков било вид во текот на изборната кампања, тоа да го пријават во СВР Струмица да биде процесуирано, заради тоа што заради Македонија, заради иднината на оваа држава е многу важно да имаме фер, демократски, кредибилен процес, а тоа ќе го оствариме само доколку имаме професионално работење на Министерство за внатрешни работи од една страна и од друга страна партнерски однос со граѓаните. Може. Дали има информации за сообраќајката што се случи вчера на Партизанска и точно ли се тврдењата дека станува збор за пресметка на подземјето, во меѓувреме и заменик министерот Андонов рече дека ситуацијата во земјата не е безбедна по време на СДСМ? Видете, изјавата на Андонов нема да ја коментирам заради тоа што ова се сериозни времења и треба да коментираме сериозни изјави. А во однос на тоа што е направено и што се превзема во однос на расчистување на ситуацијата, сакам да ви информирам дека сектор за внатрешни работи работи постојано, перманентно по насоки на јавниот обвинител, за да се утврди местото на настанот, каде се случило пукањето, заради тоа што ние го имаме сега местото на настанот каде што е превртено возилото. Така да интензивната работа, ангажманот на секторот за внатрешни работи во Скопје е насочен кон откривање на сторителите и тоа е најважно. Ако се откријат сторителите на било кој настан, тоа значи обесхрабрување и енергична акција која што спроведува Министерството за внатрешни работи и обесхрабрување на било која друга криминална група. Истрагата ќе покаже за што се работи. Дали е пресметка помеѓу криминални групи, дали е заради некаква друга активност, и тоа во моментот не е важно. Важно е дека треба да покаже Министерството за внатрешни работи функционалност, да функционира, да спроведе сериозна истрага и на тој начин да покаже пред граѓаните одговорност, ама и да влее доверба кај граѓаните дека нема недопирливи и не оние кои што не може да бидат предизведени пред лицето на правдата. Тоа е најважно во овој момент. За сите дополнителни информации во однос на истрагата, благовремено ќе бидат информирани и медиумите и граѓаните на Република Македонија. Благодарам.